Даночните реформи кои сака да ги спроведе владата среде економска и енергетска криза, наместо да ја наполна државната каса, ќе ја стимулираат сивата економија. Експертите коментираат дека најавените даночни реформи само ќе значат нови даночни оптоварувања и за граѓаните и за фирмите, а не се мерки за справување со сузбивање на сивата економија, како што ги презентира владата. Ние видовме дека барем досега не беше презентиран јасен документ кој што ги утврдува факторите кои што влијаат на ситуацијава и пред се детален план за тоа како би се потрошиле тие народни пари кои што евентуално би биле собрани од новите даночни оптоварувања. Значи, сето ова ако го земеме предвид, може да се очекува дека дополнително би се намалила вербата на даночните обврзници во институциите, што пак во вакви околности би значило можност за постигнување на контраефект, односно за зголемување на даночната евазија, преку тоа и зголемување на сивата економија. Само во 2020-та 250 милиони евра завршиле како пари под рака, или 23,2% од бруто домашниот производ јаде сивата економија во Македонија. Со вака големи бројки, моменталниот фокус треба да се стави на справување со сивата економија, а не на нови оптоварувања за граѓаните. Една од предвидените измени во најавените даночни реформи е да се одданаучува приходот за оние кои работат по договор на дело. Доколку се направи вакво нешто, за овие лица ќе се зголемат давачките за 300% и може да дојде до контраефект, односно наместо преку банка парите да се даваат во плико и наместо повеќе да има помалку пари во буџетот. Станува збор за едно огромно зголемување на оптоварувањата на давачките за тие лица преку 300%. Тоа значи дека може да се очекува дека голем дел од тие лица ќе пробаат да најдат алтернативни начини за да го избегнат даночниот товар и може да се очекува двојна загуба дури овде за државата, што значи не само да не се приберат тие средства кои што се очекуваат дополнителни, туку и да се изгубат токму и оние што се добивале до овој момент. И не само компаниите, доколку се воведе одданочување на заштедата на граѓаните, како што е планирано, кај народот тоа ќе предизвика контраефект и луѓето ќе почнат да бараат алтернативни начини како да избегнат одданочување, смета Шоповски. Голема дискусија во јавноста се отвора и за прашањето дали да се врати прогресивниот данок наместо рамен како што имаме сега. Според експертите, ако во 2019 сме имале неуспешен обид, доколку прогресивното одданочување се врати сега под непроменети услови, нема да има поинаков ефект од пред 3 години. Инаку Министерството за финансии започна процес на широки консултации и дебата за даночната реформа и како што тече процесот досега се повеќе експерти и политички партии не се согласуваат со новите даноци на Бесими.